Јајцата од препелицата се познати по мокната лековитост. Тие се разликуваат од јајцата на домашната живина во однос на содржината на одредени хранливи материи. Јапонската препелица лесно се адаптира на различни услови. Без сомнение, тоа се многу корисни птици. Меѓутоа, се уште постојат заблуди врзани за нивното производство на месо и јајца. Во Македонија препелиците земаат се поголем замав и се почесто се одгледуваат. Во денешната емисија на Агроспектар ќе разговараме со Доне Нецинов, кој подетално ќе ни објасни што се е потребно за одгледување на препелиците, како тој ги одгледува и која е нивната хранливост не само на јајцето, туку и на месото. Најпред се добар ден и добро дојдовте во Агроспектар и ви благодариме што ни овозможивте лично да дојдеме и да видиме како сето тоа изгледа. Добар На почетокот би сакала да ни објасните од каде желбата за одгледување на препелици? Желбата за одгледување на препелици е пред се треба да имаш љубов спрема птиците и животните. Така да гледате дека тука има секако вид на животни и едно време дојде ред и да зачувам и препелици, јапонски препелици. Што е она што најпрвен треба да се направи? Кои се условите кои ги бараат препелиците за нивно одгледување? Постои ли некоја посебна адаптација на просторот? За одгледување на препелици пред се треба да имаш објект. Објект кој ќе биде заштитен од времето. Препелицата се одгледува претежно во кафези. Основно зачување е да имаш соодветни кафези во кои ќе ги одгледуваш. Бидејќи тие се адаптираат многу лесно на средината, која е овде, може ли да ни кажете разликата помеѓу останатата домашна живина и препелиците? Јапонската препелица се чува, кажавме дека во кафези, тоа е исто ко фармерската кокошка. Така што ова е пиле мало, што и кафезот е мал, значи у просторија еднаква за кокошки можеме да чуваме повеќе препелици. Што е она специфично за нив што ги одвојува од останатата домашна живина? Зошто тие се почесто барани, одгледувани и нивните јајца се повеќе се бараат? Одгледувањето на јапонската препелица, како што знаеме, се поголем замав зима. Замавот се одразува на лековитоста на јајцето. Јајцето е лековито колку што знаеме дека тоа јајце го конзумираат деца, постари луѓе, млади за многу видови на болести. Имавме можност да видиме дека веќе имате и нови млади пилиња кои што се мислам дека околу 4 недели стари. Кој е овде процесот на нивно размножување? Процесот за размножување на јапонската препелица е пред се треба кога чувате препелици, односот на машки спрема женски да биде 3 женски, едно машко. Тоа значи, во тој однос на машки и женски, јајцата се оплодени. Претежно јајцата пилињата од јапонски препелици ги ведам во инкубатор. Инкубаторите за во инкубатор да се изведат јапонски препелици потребни се 17 дена. После тие 17 дена од самото излевање на јапонската препелица до 50-тиот ден, од 45-тиот до 50-тиот ден они пронесуваат јајца. Востануваат возрастни пилиња. Постојат ли овде посебни услови за да се изведе здраво младо пиле? Условите не постојат едно соодветност на машки и женски. За јајцето да биде оплодено, мора да биде тој сооднос, а пиле ко пиле, ако го храниш здраво, ќе биде здраво. Треба некоја посебна храна за нив? Како ги храните? Како ги негувате? Значи, после испаѓање од јајцето, ние повторно ги ставаме на соодветна температура ко мало пиле и ги раниме со концентрат, направен свој концентрат си го правиме за пилиња. Тој концентрат е рецептура од земена и со таа рецептура си ги раниме.
Кога зборуваме за нивната носивост и начинот на чување, колку исхраната влијае врз носивоста? Колкава е нивната носивост? Доколку исхраната е правилна, рецептот на концентратот биде како што треба јапонската препелица да носи едно јајце дневно. Они од прилика носат година и пол, али ја претежно на 6 месеци од кога ќе почне да го снесе првото јајце, 6 месеци носат јајца и после ги обновува. Постои ли овде нешто специфично за нив во однос на јајцата, во однос на месото? Рековме дека и месото е доста хранливо, не само јајцата. Колку нашите македонци, сограѓани знаат да препознаат квалитета, се едуцираат и знаат што значи месото од препелицата? По се изгледа не знаеме уште што содржи месото од препелица, пошто тоа е миниатурно, тоа е 120 до 150 грама месо и секој го избегава, а неговата цена е драстично скапа. Да. Која е мокноста овде на јајцето, бидејќи знаеме дека постои голема лековитост во него, го препорачуваат дури медицинските лица, докторите велат дека јајцето од препелица прави дури невозможни работи. Така го викаат јајцето од препелица, го викаат бум, дека тоа јајце заменувало 5 јајца од кокошкини, али не по обем, него по хранливи вредности што организмот му е потребно за да сузбие некои вирусни заболувања, некои болести. Пошто на самата кутија што ги продаваме ние пишува има рецептура колку јајца, колку дена треба да се пијат, за која болест и така да. Тоа е пишано на кутијата, тоа некој го напишал и ние само го спроведуваме и го продолжуваме. Ако не се лажам, во самиот претходен разговор рековте дека сте можеби меѓу единствените во Македонија кои што имаат своја фирма, кои што произведуваат не само јајцата, не само готовите производи, туку и ги сами ги оплодувате, односно ги размножувате. Колку јајцата и месото од препелица се барани на македонскиот пазар? Јајцето е побарано почесто сега, значи од како слушаме по вести, по новини, по интернет читаме, јајцето од препелица се повеќе го бараат, доколку месото па сепак стоиме понасрано од него преска. Кажа дека тоа е мало, па не можеш да се најадеш и така да, а тоа не е да се најадеш, тоа е значи на база на храна. Има ли доволно пласман за јајцата кои што вие во моментов ги произведувате? Задоволителна ли е нивната цена? Цената, значи секогаш тој што продава му е ефтино, тој што купува му е скапо, така и кај нас. Значи ние едно јајце од препелица се продава претежно Велес 5-6 денари. Доколку во други градови во Македонија е многу повисока и достигнува и до 10 денари, али Велес е таков да ние моментално нашето јајце го пласираме во маркетите на Алфа, оди таму 6 денари за јајце. Спомнавте дека при самото оплодување, размножување на нови препелици, дека е потребно да има сооднос 2:1, ако не се лажам. Меѓутоа, која е овде разликата и како овој однос влијае врз квалитетот на јајцето? Значи за квалитетно јајце да биде, мора да бидат у кафезите 3:1, значи 3 женски и 1 машко. Значи секое јајце за да биде хранливо за внесување во организмот треба да биде оплодено. Заради тоа до сега така практикуваме, али има случаеви што чуваат само женски препелици и јајцата ги пласираат на пазарот, а тие јајца не се оплодени и не се за конзумирање. Бидејќи видовме станува збор за многу малечки пилиња. Како се разликуваат кој е машко, кој е женско? Како ги препознавате? Значи, познавањето на машките од женските, тоа се после 30-тиот ден од нивното раѓање се распознаваат што машките на своите гради имаат златеста боја,
и им се отвара ѓулот. Ѓул, пердовчињата им се отвараат, по тоа и више кога ќе созреат, нивното викање што го слушавме, тоа е од машките. Женските значи не пеат, само машките пеат. Колкав е нивниот век на живење? Век на живење не би можел да знам, пошто не ги чуваме долго време ние ги чуваме додека е носивоста рентабилна, кога не е рентабилна се уништуваат. Кој период е рентабилноста? Преска спомнав дека ја ги чувам 6 месеци. 6 месеци е најголемата носивост нивна, после тоа ослабува и така да млади повторуваме. Што е она што може би ве натерало да почнете со бизнисот? Сметате ли дека е ова фамилиарен бизнис, дека може да се одгледуваат фамилиарно овие препелици? Значи ние препелиците ги чувавме, да не речеме како хоби, али ги чувавме за некои си ситни бројки на јајца, што односеше приход некој си минимален. Али со текот на времето се пилиња изведовме, се размножија, се расширивме и решивме да отвориме фирма за производство и продавање на јајца од препелици. Може ли едно семејство да екзистира од одгледувањето и продажбата на препелиците и јајцата од препелица? Во моменталнава состојба мислам дека се уште не. Се уште не, пошто народот се уште не ги знае вредностите на тоа јајце и не ги конзумира како што би требало да биде. Во оваа емисија на Агроспектар научивме како се одгледуваат препелиците, која е хранливата моќност на јајцето. На вас, почитувани гледачи, останува единствено да пробате да се едуцирате малку повеќе околу хранливоста и значењето на јајцето од препелица и незиното месо. Јас ви благодарам за вниманието. Се гледаме за точно една недела.